Почитувани граѓани, почитувани медиуми, петти ден рекетарите се на слобода, фалсификаторите се на слобода, а Заев молчи како да не живее на овој свет и не слушнал дека брат му рекетирал, а подчинетите институции на власта тероризираат професионалци во МВР. Македонија од држава единствено стана рај за криминалците кои што од целиот свет гледаат да се згрижат во Македонија, дали со седиште, дали со пасош. Ние повеќе не наликуваме ниту на афричките земји, ја предовме и Колумбија на Ескобар во криминал, ние веќе сме пример во светот како држава за криминал. Сите веќе се повикуваат на нас како најкриминална држава. Прашањата за кои што јавноста чека одговори се следните. Кога планираат Вилма Русковска и Љубомир Јоевски да ги повикаат цела рекетарска и фалсификаторска багра за криминалот и обидите за изнуда? Зошто не им се вештачени телефоните на рекетарите уште кога стигнала пријавата во јавното обвинителство? Кој ги фалсификувал документите на МВР и јавното обвинителство да се тргне името на Вице Заев од пријавата? Зошто на Вице Заев му требале 250.000 евра за референдумот и кој имал намера да подкупи со тие пари? Дали гласачите, дали пратениците во собранието кои што знаеме како гласаат? Треба си недоветен да мислиш дека ако тргнеш некој име од пријава во јавното обвинителство или во МВР, тој човек нема да одговара. Не, напротив, сите до еден ќе одговараат за направениот криминал. Наместо да бркаат и да ловат во матно некакви си свиркачи и да ги бараат во редот на професионалците кои што професионално си ја работат работата, нека ги остават на мира да си ја работат својата работа и нека ги бркаат криминалците. Наместо да се бркаат професионалци кои што си ја работеле работата на случајот, треба да се брка рекетарот кој што има име и презиме во пријавата, кој што се обидел да врши изнуда, тоа е брат му на Зоран Заев, Вице Заев. Исто така, треба да се бркаат фалсификаторите кои што го ваделе неговото име да го покријат неговиот криминал од пријавата. Почитувани, станавме држава во која што криминалците се на слобода, а се тероризираат професионалните кадри. Заради ваквите случувања, се поголем дел од граѓаните се одселуваат од Република Македонија. Не им се живее во иста држава со вакви орди и вакви криминалци. Бродот на крими картелот Заеви секојдневно тоне. Тоне затоа што се повеќе ги напуштаат сите околу нив, дури и најблиските, и се повеќе говорат јавно за криминалот кој што го правеле СДСМ и Заеви. Затоа и сите до еден за истиот тој криминал ќе одговараат. Благодарам.